Помина речиси 5-6 години кога, така да речам, последен пат прошетав низ Демихисарскава регија, поточно речено кога во 2017 господово лето за Илинден, како дел од Маврошко-Кичевската којнича, не пречекаа демихисарци и не испратија во правец на Крушево кон Мечкин камен. Ете како што бели народот, Господ милувал во Демихисарскава регија повторно да наминам овој пат на сам ден на големиот христијански православен празник Свети Атанасиј Зимен 2022 господово лето, и тоа во селото Сапотница. Овој пат решив да прочитам низаторот на селото Сапотница, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за ова село, за чие село учните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старомакедонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешново наше современие, затоа што каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја, каде што секоја педа земја, секое парче камен, секоја капка вода навистина е историја на ова населено место, а за сето ова говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија од давнина до денес, кои се дел од парчево земја кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски и е дел од севкупната историја на Македонија. Иако со години крстарам низ Демихисарско, така да речам, никако не му доаѓаше редот на ова село да направам и за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели: не кога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. И навистина така и бидна. Едно студено зимско јануарско утро, на самиот почеток на новото 2022 господово лето, рано, мощно рано ми зазвони мојот телефон и како и секогаш кога некој ме бара преку телефон, ја кренав слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската линија слушнав еден познат глас кој ми велеше: добро утро, Зоране, како си? Да не те разбудив? Ме праша. Добро утро, му одговорив. Буден сум, одамна сум буден, додадов. Овдека Гоце Трпчевски, меѓу демихисарци мои попознат сум по прекарот Тито. Дали се сеќаваш на мене? Ме праша. Како не се сеќавам, убава го паметам ликот твој кога пред неколку години заедно со тебе направив еден документарен запис за твоето родно село Сладуево, му одговорив. Бравос, бравос, мило ми е што не си ме заборавил, туку ете јас така порано, знаеш, по-селски, се јавувам, имам една молба да те замолам. Ако можеш да дојдеш на Свети Атанасиј Зимен во Сапотница, има едно манастирче на селото, слава му е, знаеш, те покануваат сите од Сапотница да направиш едно убава слико. Што велиш? Повторно ме праша. Јас своето си го кажам. Сега оставам на тебе, ми рече. Бива, како не бива, му одговорив. Ти само дојди до Демихисар, а мојот пријател Киро Блажевски Труман со кола ќе те земи, ич да не му се секираш, ми велеше Гоце Трпчевски Тито. И навистина така и бидна. На сам ден на празникот Свети Атанасије, рано изутрина, во зорите, со утринскиот автобус Скопје Демихисар, тргнав напад. Времето беше вистинско зимско, студено, ведро, патот чист, а снегот одамна го имаше забелеано хоризонтот кој не обкружуваше околу нас
и по речиси 3 часа се симнав во Демихисар, каде што ме пречека Чиро Блажевски, кој воедно ми беше и домаќин, и водич, и откако си рековме здравоживо, кенисавме за сапотница. Почитувани мои, слушајте ги безбројните приказни на Киро Блажевски Труман за старите адети и обичаи, за зимската слава Свети Атанасие, не забележав колку брзо пристигнавме пред самото село. Пред да влеземе во селото, го замолив да го запре возилото, да направам неколку кадри, како со мојата камера, така и со мојот фотоапарат, кој секогаш си го носам со себе, а со Трумана се договоривме нашето зборно место да ни биде на селото, каде што уште рано зутрината беа дојдени поголемиот дел од селаните. Почитувани мои, откако така да речам и со дојдените селани си сторивме здравоживо, кенисавме низ сапотничките патчиња и сокачиња, позастанувајќи за поотблизу да ги видам селските кујчи, плевни и дворови. Почитувани мои, пред да видите како моите домаќини од селото Сапотница го прославија патрониот празник на нивната селска манастирска слава, чие име го носи името на Свети Атанасие, предлагам во продолжение на оваа репортажа да проследите дел од досегашните мои сознанија за Сапотница, кои од мене на исконски начин една по една ме излегуваа мноштвата историски географски записи што ги има прочитано за селото Сапотница, а голем дел од овие непорекливи драгоцени записи со веродостојни сведоштва и исторички аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите и посебно добрите познавачи од областа на антропогеографијата и историјата ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, ќе ви ги пренесам во продолжение на оваа репортажа. Сапотница е поголема равничарска населба распослана на патот меѓу Битола и Кичево во непосредна близина на Црна река. Сапотница се граничи со 9 села и тоа: на север со Брезово и Радово, на исток со Сувограло, Новосело и Прибилци, на југ со Слепче и Менога, а на запад со Жван и Доленци. Сапотница спаѓа во редот на најразвиените и најмногобројните пожители села во Демихисарскиот крај. Првпат Сапотница во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентик од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многовековен манастир Свети Јован Претеча, во црковните повелби од 1346 година на царот Стефан Душан Немањич, во црковната повелба од кралот Стефан Урош Пети Немањич Урош Несилниот, издадена во 1355 година,
во црковните повелби и од македонскиот влаштелин, кралот Димитрија Бокашин, од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин, кралот Марко, издадени од 1371 година до 1385 година. Во пишаните отомански дефтери, Сапотница првпат се споменува во отоманскиот пописен дефтер од 1467-68 година како дел на битолската каза Демихјасарската нахија под името Сапотница, кое брои 405 жители. При крајот на отоманското владење селото било Чифлик Сабиско село, а Чифлик Сајби и биле Али Ефенди од Битола, Шали Ага од Дебар, Асан Ага од Прилеп и Реđо Ага од селото Прибилци. Дека селото Сапотница на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија, 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Крнчов, внесени во неговото дело Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, селото Сапотница броело 560 жители. Според податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, запишано во неговиот научен труд Македонија и незините популацијски движења, во 1905 година во Сапотница живееле 640 мештани. Дека селото Сапотница на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, во неговото дело Селските насели во Битолско-Прилепската котлина, го забележал следното. Сапотница била секогаш поврзана не само со селата, туку и со градовите. Во периодот помеѓу двете светски војни, во Сапотница имало од 2500 до 3000 глави овци, 1000 глави кози, 5000 глави говеда, 300 глави коњи, 350 глави биволи и друг крупен и ситен добиток. Од жанаетите во почетокот на 20 век селото имало 8 ковачи, 8 киражи со којни коли, 12 јагленари, 10 шивачи терзи, 24 воденичари со 30 мелнички камења во своите воденици, а имало и бавчанџи, лоштари и пчелари, чиј број на кошници достигнувал над 400 пчелни друштва. Во Сапотница во 1914 година живееле 693 жители, во 1925 година 692, а во 1931 година 907 жители. Втората половина на 18 век за Сапотница е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на прибилскиот мудур на Башибозукот, предводен од Чајабек од селото Мурдашево. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на разорнатата манастичка црква Свети Атанасије и црквата Свети Николај, мираклински чудотворец, која се наоѓа во северозападната страна на селото.
Манастирската црква Свети Атанасije е изградена врз темелите на разрушениот некогашен истоимен храм. Градбата има правоаголна основа со полукружна всида во незиниот заден дел и представува крстокуполен храм. Над влезната врата се наоѓа фреско живопис со ликот на Свети Атанасije. На страничните зидови има по 3 прозорци со различни големини. Црквата од надворешната страна е обложена со мермерен травертин, а кровната конструкција покриена е со керамиди. Од средишниот дел на покривот се издига 8-аголна купола. На секоја од 8 страни од куполата има монофора со по 4 кружни отвори. Црквата Свети Николај е изградена во 1874 година како задужбина на охридскиот наместник Нерен под киторство на Ристе Нерен и Питропот Трајче, а зоографисена е во 1879 година од страна на Крушевската зоографска тајфа, предводена од зоографите Коста и Никола. Во основа представува еднокорабна градба покриена со полукружен свод. Има петострана апсида. Џидана е со крашен камен и делкан бигор на венецот, прозорците и вратите. Фасадите се материсани и бело обоени. Покривот е од камени плочи над апсидата, додека поголемиот дел од керамида, првобитно со камени плочи и дводелен истек. На источниот зид над апсидата и на влезот на западниот зид има прозорци во форма на четворолист. Подот е од керамички плочки. На западната страна има трем. Има и висока камбанарија со ѕвоно набавено од солун. Општо црковниот комплекс представува величествена композиција на христијански православен храм и помошни простории. Првото училиште во Сапотница почнало со работа во 1881 година во црквата Свети Николај, како челино училиште, каде што првично се образувале свештеници, каде што наставата се одвивала на македонски црковен книжевен јазик. Во првата деценија на 20 век во Сапотница наставата се одвивала во рамките на екзархијата. Некаде кон крајот на 1913 година било отворено училиште на српски јазик. Во 1914 година бугарските војски отвориле училиште на бугарски јазик, која настава се изведувала се до 1918 година. Во 1918 година било отворено основно 4-годишно училиште на српски јазик. Во 1928 година од страна на кралската југословенска власт била изградена нова училишна зграда, каде обстојувала се до 1941 година, а од 1941 година до 1944 година бугарскиот фашистички окупатор наставата повторно ја изведува на бугарски јазик, а од 1945 година образовниот процес за прв пат започнува да се одвива на македонски мајчин јазик. Како резултат на образовниот процес, од Сапотница произлегле голем број средношколски и универзитетски професори, лекари, судии, адвокати, инженери, научници и друг вид на професии. Сапотница секогаш била центар на случувањата како во предилинденскиот и илинденскиот период, првата и втората Балканска војна, првата светска војна, како и во народно-ослободителната борба.
Во 1903 година во Сапотница постојала селска милиција која за време на Илинденското восстание прераснала во восстаничка чета, која била задолжена да го оневозможи продирањето на турскиот аскер и башибозук од правец на селото Норово. На 24 август 1903 година од страна на турскиот аскер во селото Сапотница се изгорени 80 куќи, при што се убиени комитите Димитрија Стојанов и Ѓорѓија Симонов. Кон крајот на 1903 година во селото престојувале Даме Груев, војводите Христо Узунов, Ѓорѓи Сугарев и црковниот војвода Ѓаконот Евстахи, при што го обновиле селскиот комитет на револуционерната организација. Веднаш по капитулацијата на Кралска Југославија, 11 војници кои биле од селото Сапотница биле одведени во заробеништво во Германија, но ниту еден се нема вратено. И покрај плодното поле, сепак традиционалниот печалбарски начин на живење не се променил. Гурбеџиството од година во година се поголем замах земало. Се смета дека печалбарството во Сапотница започнало во 1874 година. Во 1880 година бројот на печалбари се искашил над 30 лица. Најмногу бројни биле фурнаџиите. Печалбарите најбројни биле во Влашко, Бугарија, во Србија, а потоа следеле оние во Северна Америка и Австралија. Во првата деценија на 20 век во Белград, Софија, Букурешт, видните мештани од Сапотница имале над 200 дуќани од различен вид, претежно кафеани, акчилници, сладкарници, фурни и трговски дуќани. Меѓу најпознатите дуќанџи од ова село во Стамбул биле Лазе и Димче Ристеви, Стојан Михајловиќ, Дуке Димчевиќ, сите кафанџи. Во Софија било семејството на Михајлови и тие биле фурнаџи. Во Белград семејствата Јанакиевиќ, Поп Софировиќ, Симе Давидовиќ и многу други, и тие исто така биле кафеанџи, додека пак во Букурешт биле семејствата на Пајсе, Стојче и Боге Спасен, Антен Соме, Мито Форе, Крста Стојко, Мојсо и Васил Рафајло. А тие пак се занимавале со јагленарство. Покрај тоа што многу сапотничани имале добри дуќани во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанишувале и со своите имоти во селото, обработувајќи ја земјата и огледувајќи добиток за вршење на земјоделски работи и за домашни потреби, додека пак други огледувале помали и поголеми стада овци. Најголеми стада овци имале семејствата на Милорад Софировиќ со околу 1500 глави овци и Славољуб Цветковиќ со околу 2000 глави овци. А најголеми и најпознати чаи не само во Сапотница, туку и во целиот Демикисарски регион биле Милошим Илковиќ и газдата овчар Стојан, кои двајцата народот никогаш не ги заборавил, туку за нив испеал песни во кои заедно се опеани со нивните стада. Пред Втората светска војна во Сапотница најмногу се засејува пченица, јашмен, рж, сонцоглед, пченка, овес, граф, граор, уров, коноп, а од градинарските култури компири, пиперки, патлиџани, а подоцна и тутун. По ослободувањето, во селото беше изградена рударска населба, во која беа сместени фамилиите на рударите кои работеа на рудникот за железо. За таа потреба, во 1955 година се изградува железничката линија Бакарно-Гумна Сапотница,
која е активна се до 1983 година. Сапотница и во поранешните времиња била општински центар и тоа веднаш по Балканските војни во 1924 година и во 1948 година, за да подоцна повторно како општински центар почнува да живее од 1996 година па се до 2001 година, каде во својот атар ги опфаќаше населбите Сапотница, Бабино, Базарник, Боиште, Брезово, Велбевци, Вирово, Големо Илино, Доленци, Жван, Железнец, Зашле, Мало Илино, Мренога, Радово, Слоештица, Суво Грло и Церово. Општината Сапотница располагаше со 4322 хектари обработливо земјиште, 7677 хектари пасишта и 16.000 хектари шумска површина. Драги мои, на вистина се радувам што во вистинска смисла на зборот јас бев дел од старите адети обичаи кои мештаните до ова село ги негуваа и речиси ништо не измениле од неговиот ритуал, поточно кажано, како што било некогаш, така и сега за патрониот празник Свети Атанасије. Дел од овие стари адети, обичаи кои од памтивека па се до ден денешен се негуваат во селото Сапотница, преку оваа репортажа ќе се обидам и вам да ви пренесам и вие што се вели да бидите дел од неа. Да се помолиме на Господа. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите. Да се помолиме на Господа. Благословена, славна владичица наша Богородица и присно Дева Марија со сите свети, сами без себе дуци од наш живот, на Христа Бога да го предадеме Тебе, Господи. Спаси, Господи, люди Твоја и благослови достояние Твое. Поведи се православни христијанов нашим, насокоти ми ја дарујај Христом Твоим жителством. Да се освети ова вода со силата дејството, слегувањето на светиот дух, да се помолиме на Господа, да биде ова вода лековита за душите и телата за изгонување на секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа, да слезе на ова вода очистителното дејство на предвечерната Тројца, да се помолиме на Господа, Господи помилуј. Спаси, Господи, люди Твоја и благослови достояние Твое. Поведи се православни христијанов нашим, нас окрути ми ја дарујај Христом Твоим жителством. За многу години, на помош да ни празникот, Свети Атанаси, да сте здрави и живи, да сте од Бога благословени. Светиот Атанаси да не чува, пази, заштитува на секако поле, да се молиме, да бараме прошка, да бараме спасение пред се за нашите души, додека сме овде на земјата, да му благодариме на Бога и да бараме здравје, спасение и се најдобро за нас и за нашите близки. Да сте од Бога благословени, понатаму во поголем број, и само за добро и за убаво да се даде. Да сте од Бога благословени. Кажеме дека во погача има пара. Во погачата има пара, ако сака некој... Да, ако сака да се пријави некој... Ако сака може и да се пријави, то просто одборите одлучите. Со некој споразум. Не. Слава
Ти си овогодишниот кум. Овогодишниот кум. И што те наведе да речеме денеска да бидеш домајчин? Што вика народот првиот меѓу еднаквите овде во Сапотница, овдека во манастирот Свети Атанасија. Јас сум Михаил Геновски, роден сум тука во Сапотница, тука сум израстел. Верата, почита, благодарноста кон Бога и кон верата ме натера да бидам домаќин на овој убав ден на празникот Свети Атанаси во нашето родно место во Сапотница и заедно сите да го прославиме овој ден. Служиме скромен ручек за сите гости, сите се доброведени на овој зимски ден Свети Атанаси 31 јануари. Исто да се случува и во 15 мај на летниот Свети Атанаси. Сите верници тука доаѓаме, помагаме, посебна благодарност до сите кои што учествува во изградбата на манастирот, сите досега луѓе кои што се активирале досега, придонесле, ово немало ништо, но сите помогнале да се направи овој убав храм и овој убави денови да ги прославуваме сите ние заедно. Со верба кон Бога и благодарност кон Бога што не чува и што ни помага на сите нас. Ајде една порака до оние наши македонци, твојата генерација, младата генерација, кои што се наоѓаат надвор од Република Македонија, во Америка, Австралија, Канада, во Европска унија. Дали е добро, ако ништо повеќе, барем да дојде на славата селска, на нината куќна слава, да се видат, да ги отклучи оние стари зараѓани катанци, затоа што по убаво место од родното, ја би го напомнал тука и Сапотница, нема никаде за да би кисарци. Па и да помогнат на крајот, вака малце. Така е, нема ништо подобро од родното место, се враќаме сите тука да си помагаме, луѓето се искрени. Ги поздравувам сите кои што се иселени од нашата држава, пред се да бидеме да ја почитуваме верата, да ги следиме вредностите и правецот на верата, затоа што овој 21 век со сите можности што ни ги нуди, полека го губиме вистинските вредности, вистинскиот правец го губиме. Меѓутоа ние младите треба да го продолжиме тоа, да продолжиме да ја почитуваме верата и да ги негуваме вистинските вредности. Ги поздравувам сите кои што не гледаат, ги поканувам да дојдат да не бидат гости тука и да помогнат, како што кажа, да ни помогнат сите кои колку што може, колку што милува. Ти си млад човек, ќе ми дозволиш тука од твоите соселани, постара генерација, да направиме и лав моментациони. Ќе може? Секако повелете. Вие сте дел од Дел од одборот кој да речеме уште во почетоците со изградбата на манастирот. Тука сме отприлика повеќето учесници активни. Повеќе како организатор голема помош сме имале и од селаните, да речеме. Она што го спомнавте, да речем, и со иселениците сме имале помош финансиска, да речем, пред се, од Австралија и дел од Германија. Ама сепак мислам дека е пожелно малце повеќе да се вложат околу финансиската помош, и сепак кај нас не можеме да се пофалиме многу со финанси. Воглавно, ова што е изградено овде, да речеме, како црква, како објекти, таму тремовите што ги имаме, се најмногу изградени со помош од донации од селаните и со работа најмногу од селаните, да речем. Сепак како водечка сила можеме тој одборот да го рачунаме од 10 луѓе. Голема предност е што во последно време вака млади се интересираат. Имаме и најмлад член од последно, да речеме, во одборот, па да не речем 10 години. Млади луѓе што се интересираат, да речеме, и се надеваме дека во иднина ќе доградиме уште повеќе за да бидите атракција, да речеме, во поширок крај, да речеме. твоето име и презиме? Јас сум Љубе Николовски. Од која фамилија си? Од Мреножани, не викаат по старо, ако сега Николовски се прозивам, да речеме. Иначе некоја традиција имаме ние, дека сме наводно мијачко потекло од Гари селото, преселени во Мренога за кратко и дојдени во Сапотница пред околу 250 години и тука обстојуваме до денес. Вашето име и презиме? Добре Кртовски сум јас, член на одборот. Помагаме што можеме. Тоа е. Што е тоа што те влечи? Не само тука. Мајната овде. Не само Тоа е да овде ми се помни душата. која е летата слава на Сапотница? Ета насие. За Свети манастирот. Никола. Па Свети Никола за На цело. Сапотница, да.
Од која родовска фамилија си од? Од Кртовци сум јас. Так. Колку број овој така да речеме сегашниот број на тој родослов овој кој што се да речеме заминати Иво Демикица Иво Битола Иво Америка Австралија. Живе. Значи малце куќи сме, поќето се заминати кој Австралија, кој вам, кој таму. Неколку куќи, 3-4 сме. Так. Да. Вие господине? Јас сум Васко Здравковски, иначе старото презиме Џаверовски. Дедо ми Стеван, дедо ми Здраве, дедо ми Ѓоре, сите Џаверовски стара фамилија од Сопотница. Една од старите фамилии во Сопотница. И благодарение на сите овие наши сограѓани помагаме да се изгради овој комплекс, за да можат сите и млади и стари да се соберат и да го слават и празникуваат светите наси и напомнеште мене. Ти се радува ли душата што еве денеска дојде народот, иако е работен ден? Не само и душата, и срцето ми се радува. И ми навираат солзи од очите за Се гледа од славата Господ. се гледа очига овдека беше и свештеникот, полна беше црквата со народ, со македонски народ, со демикисарци, со сапотничани, на литургијата, па беше полна трапезата, кога и свештеникот по стар адет и обичај го благослови и лепчето и ручето се вика. Вашето ми е презиме? Јас сум Драге Мицевски, Сопотница, председател на манастирскиот одбор. Данес се повторувам овде, ова што кажаш членовите на одбор, истото и јас ќе го кажам, само што ќе кажам дека посебна чест ми причинувате и радост денес кога што се околу луѓето во овој зимски период во број на собрани овде да прославиме зимскиот свети Атанасовен зимен швикат, а исто патронатот на манастирове летен Танасен на 15 мај. Овде за секој зимски и летни Танасен се пријавуваат кумови во храмот со лечење или доброволно се пријавуваат за да бидат кумови, што му причинува посебна чест луѓето да ги почекат вака, кој колку се можност да се угостат луѓето, да бидат задоволни, да се дружиме, да има се и се што. Единствено, како председател на одборот да кажам, проблем ни прави тоа што не сме многу далечени од населено место Сопотница, него со патот, кој што од кога почнано од 2005 имаме почнато со изградба на манастирот, со прибирање на документации, она се што е потребно за да се гради манастирот. Единствено што ни е проблем, што патот што ни е проблем овде, кај што не е голема далечина 1800 метри должината на патов, али треба сепак и апелирам да не слушнат после оваа емисија што ќе подготвите вие, да не слушнат луѓето надлежните за тоа што се да се тури асфалт, да биде достапен патов, што побрзо и подобро да се стигне и побезбедно до местото овде кај што е храмот Свети Атанасија овде. Како што реков, да се повторам пак, посебно чест ми е што луѓе иде волка број, не имало и уште повеќе, добро, али сега сепак зимски период. Сме му благодарни ние што посетува тој храм и се надевам во иднина дека со изградба на патот, дека ќе имаме уште повеќе гости и со осветувањето на манастирот, бидејќи осветен ние само темно, сега го вршиме фреско живописот на манастирот, потоа ќе се освети манастирот каде што ќе може верниците да ги обавуваат сите оние верски обреди, значи венчавки, крштевки, тие убави работи што се дека ќе треба народот се дружи. Му благодарам и на местното население за помошта за досега што има изградено манастирот и на сите оние приватни фирми, државни, исто како и на нашите иселеници во странство, давале колку што можеле, ова се надеваме дека и пак ќе имаме помош од сите што ги спомнав овде. Благодарам. Тоа ти ми е презиме? Јас сум Костевски Благојче, од Сопотница, од стара фамилија. Да спомнам дека иницијативата почна од вирот долу таму за Водици, со чашка вини, со чашка ракија. И така неколку души дојдовне порекла казал од стари дека има тука манастир. Донесе едно казмиче со лопата, со мотиче и најдовне темелите. И така си почна таа идеја и се створи ова сето таму, ова манастирот, тремоите таму. И мислам со ние тие што околу луѓе се збираат, тука е гордоста на народот. И мислам дека во иднина и дека ќе изградиме ново тука и знамето во кладовне гордост на Македонија. И сега, мислам и... Една спореда да направиш. Ти си релативно млад човек. Да, не сум млад. Така речено, моја генерација, така речено. Си 2 години. Така да.
Една споредба за адетите обичаите пред 50 години во Сопотница за Божик, за Великден, за Тарасовен, за Илинден. Па тога имаше постари луѓе, сега ни избега младите, останаа ние уште малца. Но едно би рекол, со Господ напред, со Свете Атанасije, Да, Бериче да ни даде здравие. здравје. Најбитно е здравје до сите си кои се Така. Одека се наоѓа еден ваш социјаланец, познат под прекарот Труман, Трумановци од Мургашево. Родом си од селото? Селото Велнев. Така. Потекло ни од таде, али преселени 17 година во Мургашево, каде што нашите предци имале дучени, така натаму. Но сакам да кажам и да ги поздравам овие организатори кои што се во ова село Сапотница за овај манастир кој што се изгради, така натаму, ги охрабрувам да продолжат и понатака со истата иницијатива и елан да се ова до завршат работите, како што рекоа, да овој објект се освети во наредниот период и така да можноста на нашите граѓани, на нашите селани, така натаму, нашево место бидат уште повеќе застапени во овој простор да се прославуваат овој Свети Атанасови празник, зимен празник. А и летниот празник кој што е на 15 мај, ми се чини така ова година. Благодарам за присуството на сите и на овие организатори и ги поздравам да продолжат со својата иницијатива и по наредниот период. Благодарам. Дека е ден за новогодини. За новогодини. Амин, Господе. Нека се здрави живи. Најпрво јас сакам да го честитам празникот Свети Атанаси на сите православни христијани од нашата општина и на сите македонци. Да се посакаме сите здравје, среќа и многу успеси понатаму. Јас како градоначалник можам само да кажам дека Демиркизар изобилува со прекрасни предели и посебно сме заинтересирани како локална самоуправа за развој на руралниот туризам, а и црковниот туризам во нашата општина. Се надевам дека за многу скоро време, она што е најпотребно посебно за манастирот Свети Атанаси во Сопотница, е дека ќе се изготви соодветен проект за асфалтирање на патот кој што води до овој манастир. Како е развојниот пат за ова година 2022, за понатамошно развој на средните места во Демиркизар? Кога зборуваме веќе сега за овој рурален туризам или црковен туризам, сакам да истакнам дека пред Нова година се отпочна со изградба на патот до манастирот Свети Том во село Граиште. Се надевам дека за многу скоро, односно до крајот на мај месец ќе биде асфалтиран патот и тоа духовно светилиште ќе биде уште поблиску до граѓаните. Иначе како локална самоуправа јас стојам на располагање за сите проблеми и потреби да ми се обратат сите добронамерници, па општината колку што е возможно да излезе во пресред и да имаме што е можно подобра прво патна инфраструктура, а потоа и се што можеме да помогнеме за развој на руралниот туризам во нашата општина. Денеска е Свети Атанасije, нека е за новогодини. Да се видиме зима заедно и до година поброен народ. Да се гледаме за добро само. Да сте здрави и живи. Благодарам многу. Од Твоите дарови на Тебе Ти принесуваме за сите и за се. Верувајте ми, не ми се напушташе селото Сапотница, не ми се напушташе убавиот амбиент, затоа што биењето на црковното звоно, кое силно одекнуваше од црквената камбанарија, го повика народот во вистинска смисла на зборот да дојде во манастирскиот двор, но морав да се замина, затоа што ме очекува многу други села во Демиркизарско, да ги почетам идив, да се видам со селаните и тие да ми раскажат многу приказни за нивните села, за нашите убави, заборавени македонски села.